Болните од рак на дојка денеска апелираа нивните најблиски и нивните пријатели да им помогнат и да им дадат поддршка во борбата со болеста. Продолжува акцијата во преградка на пријателите. Сватив дека во животот човек мора да биде борец, да не се препушти на судбината и да верува во себе. Ова е пораката на Вера Златева, која боледува од рак на дојка. Вели дека многу е важно пациентите да не се третираат како бројки, туку како лице на кои им е потребна помош и поддршка. И незината пријателка Снежана Стојанова поминала низ истите маки. Ние жените кои што сме оперирани, кои што се сметаме дека сме излечени, во одредени моменти мислата дека сме поминале преку пеколот е присутна и никогаш не може да се избрише, ама тука се пријателите, тука се сите околу нас и сметам дека нивната поддршка е многу значајна. Зборот рак и сега кога го изговараме нешто најстрашно во мојот живот, па верувам и во животот на другите жени. Затоа веднаш се одлучив за операција, мислам и дека тоа ми го спаси животот. Без лекови нема живот за болните од рак. Честата појава на недостаток на клучните лекови го доведува во опасност здравјето на пациентките, вели претседателката на Сдруженијето на болни од рак Борка. Нито една жена, значи не смее да се скрати од можноста да биде излекувана, од можноста да ѝ се даде соодветен, навремен, адекватен третман, меѓутоа дека со адекватна терапија дадена, значи на време, може да се издвојува победа. Годишно на светско ниво се диагностицираат над 1 милион жени со рак на дојка. Во Македонија, 1 од 10 жени заболува од рак на дојка.